драги гледачи, еве сме повторно назад во вториот дел од утринската емисија Нов ден. Како што најавив пред малку, реков дека денешната емисија ќе биде посебна затоа што ќе биде од хуман аспект. Еден од најмудрите цитати на Маркес гласи: човек има право да го гледа другиот од висина единствено кога треба да се исправи. Во последно време се попопуларни се социјалните експерименти со кои се проучува правецот во кој оди човекот во поглед на хуманоста. Дали и вие се гледате во тој правец или пак сметате дека некои луѓе се упатуваат кон модернизираниот живот во секоја смисла на зборот? Хуманоста нема цена. Најголем дел од луѓето живеат во своите микросветови и факт е дека доколку помогнеме, ќе се чувствуваме убаво исполнето. Моите денешни гости се тука заради хуманоста. Јавноста е запознаена со случајот на Мартина и Александар кои боледуваат од цироза на црн дроб. Даниел Кајмаковски наградата од Твоето лице звучи познато ја донираше токму за нив, но потребни се уште голем дел на финансиски средства. Затоа како моите гости одлучиле да им помогнат, најдобро е да слушнеме од нив. Моите денешни гости се Оливера Трајковска, организатор на хуманитарниот концерт за Мартина и Даниел, и Бојан Ѓорѓиевски, представник на организацијата Крепост. Добре ни дојдовте. Добро најдов. Како сте, како се чувствувате? Благодариме на прашање. Добро, во вашата емисија уште попријатно. Така. Значи ние веќе ја договоривме оваа емисија како што им најавив и на нашите гледачи за да биде еден хуман аспект. Оливера, вие сте организатор на хуманитарната акција за Мартина и Александар. Кажете ми како дојдовте на таква идеја? Па вака, иницијална каписла за овој хуманитарен концерт беше моментот кога на социјалните мрежи прочитав за случајов на Мартина и Александар. Значи, јас како родител, како мајка, во самиот миг кога ја прочитав таа вест, почувствував некое специфично чувство. Значи, од родителски аспект почувствував потреба дека треба да направам нешто, да сторам нешто. Затоа што во моментите кога моите деца се болни, јас имам желба само да бидат здрави. Така. На тој начин сочувствував со мајката, со нејзината болка. Си замислив колку е тешко да бидеш мајка на дете кое што е болно, а да се чувствуваш безпомошно, да не можеш да му помогнеш. Мислам дека од тоа поголема болка не постои на светот за една мајка. Тоа беше причината заради која што дојдов до идеја да организираме еден хуманитарен концерт со кој што колку толку ќе успееме да помогнеме. Мислам средствата кои што ќе бидат соберени од овој хуманитарен концерт се ништо во споредба со сумата која што треба да се собере, 100.000 евра се сепак голема сума на пари. Но тоа е она колку што можеме да помогнеме. Така, со што се занимавате во моментов, Оливера? Значи, јас моментално сум невработена, тоест работам хонорарно. Така. Не сум во постојан работен однос, соработувам со институции, значи со невладини организации, во зависност од тоа каков проект имаме задача да реализираме, но обично сум сконцентрирана на организирање, координирање и модерирање на културни настани. Така да хуманитарниот концерт ипак ми е нешто во тој смисол. Така. Општо познато е дека организацијата Крепост, Бојан, е доволно позната кај нас овде. Кажете ни како сте инволвирани вие во овој проект? Крепост како организација во соработка со Оливера, со која што стапивме во контакт и договор, нормално нашата цел е хумана, така да вакво нешто беше убаво од нејзина страна, нормално со наша поддршка. Ние тоа помогнавме да биде организирано на некој начин и да се дознае помеѓу луѓево, поради тоа што во Македонија како приватно лице едноставно не можете да организирате некој ваков настан. За жал, макар и да е од хуманитарни цели. Така да ние се потрудивме со целосна поддршка, благодарение на нашите членови, со пропаганден материјал, така да имаше луѓе кои што можеа да испринтаат одреден пропаганден материјал. Исто така голема благодарност до нив и до сите кои што беа вклучени и до одредени компании исто така кои што помогнаат за ова да биде и да дадат одредена поддршка исто така.
Ние се трудиме исто така поради тоа што со овој концерт ние не може да ги собереме сите потребни средства едноставно за дечињава кои што се потребни, но така да таму ќе бидат поставени исто така и кутии за донации, така да што секој што сака да донира малку повеќе може да остави во тие кутии кои што ние ќе се погрижиме тие средства да стигнат на вистинската дестинација, мислам тоа е кај мајката. Исто така сакам да напоменам дека и покрај овој концерт ние ќе се потрудиме и ќе испринтаме нови флаери кои ќе бидат доставени низ градот, така да преку телефонски броеви на нашите мобилни оператори луѓето да можат со едно кратко јавување да донираат, мислам дека тоа е символична сума по 100 денари исто така. И се надевам таа сума ќе ја собереме во што пократок можен рок, поради тоа што од оваа природа за која што се работи тука е малку специфична, се работи за болест. Така да не се знае во колку критична состојба може да бидат тие деца за брзо време, така да што побрзо ги собереме тие средства, така толку подобро мислам за нив. Мислам дека во Куманово има доста хуманитарна свест помеѓу луѓето и како голем град вака од 120.000 жители, па мислам и повише, може да се потрудиме да оствариме такво нешто. Мислам, еве, голем апел до сите луѓе овдека во Куманово може да упатиме, може да ги прочитаат флаериве што се низ градот. Исто така за сите тие што не може да дојдат на концертот, на флаерите стојат и телефонски броеви на кои што може со едно кратко јавување исто така да донирате по 100 денари. Би сакал да напоменам дека и сите кумановски компании, фирми, па и пошироко кои ќе слушнат за ова, исто така регионалните градови, може исто така да се вклучат во проектот со донирање на средства на жиро сметка исто така и да помогнат малку повеќе што побрзо да ги собереме овие средства. Така. Кажете ни, Оливера, освен организацијата Крепост, дали уште некој ви помогна да го реализирате овој концерт до овој степен? Па, значи вака, во организацијата секако мора да имате луѓе со кои што ќе соработувате. Прво кога организирате еден културен настан или без оглед во овој случај концерт, морате да имате простор. Значи тука прво во пресрет ни излезе Домот на културата со тоа што ни даде бесплатно, затоа што знаеме за да организирате настан треба да платите закуп за сцена. Тие ни излегоа во пресрет, значи се што е од аспект на организација на еден културен настан, од нивна страна сите трошоци се покриени. Значи склучивме договор со кој што тие доброволно ни помагаат во нашава акција, тоест во организирањето на хуманитарниот концерт, а тука се секако и самите учесници, тоа се пејачите кои што безрезервно прифатија да бидат дел од овој концерт, затоа што свесни сме дека не можете да организирате концерт доколку немате учесници. Така. Како течат подготовките за концертот? Сега се одвива одлично. Значи веќе ги испечативме постерите, флаерите, ги залепивме на повеќе видни места, уште денеска остануваат неколку места. Можеме да ги покажеме. Флаерот на нашите гледачи. Значи овие флаери може да се видат насекаде. Ова се гостите кои што ќе присуствуваат. Така, значи за тоа морам да се заблагодарам баш конкретно на хуманитарната организација Крепост, затоа што низините членови се заслужни затоа што овие флаери и постери ќе бидат залепени секаде низ градот, значи ми дадоа сестрана помош и се активирани во тој логистички дел на самиот концерт. Билетите денеска ќе бидат подигнати, значи ќе можат да се набавуваат на неколку места, ќе можат да се набавуваат од членовите на хуманитарната организација Крепост, кај мене како организатор и на самата билетарница во Домот на културата. Тоа се моменталните подготовки. Направивме значи некои специјални изненадувања за самите дечиња, затоа што ќе ни бидат специјални гости на концертот, барем малку радост да внесеме и свежина, смеја, значи на тие детски лица, затоа што со болката која што секојдневно ја чувствуваат, имаат потреба од едно такво освежување. Така. Кој ги покани гостите на концертот?
поканата беше лично моја. Значи, кога ја добив идејата од кругот на оние естрадни уметници, пријатели кои што ги имам, исконтактирав со сите, со поголем број на естрадни уметници исконтактирав. Значи, во најава беше да дојде Тања Царовска, но меѓутоа поради нејзиниот професионален ангажман во Англија не може да присуствува, но таа донираше на сметката за Мартина и Александар и вети дека повторно ќе донира, значи се ангажира со тоа да анимира луѓе, да привлече луѓе кои што ќе донираат парични средства за овој случај, запознаена со сето тоа. Имаше поголема листа, значи, на естрадни уметници, но за жал, мислам сега не е за жал. За нас тоа така изгледа дека немаме поголем број на учесници, но меѓутоа во секој случај, ете, тука се овие учесници кои што повторно ќе потенцирам. Сестрано ме поддржаа со еден збор, значи со првиот контакт кој им пишав, ја прифатија мојата понуда од се срце и ќе бидат со нас во петок. Така, за оние гледачи кои што не може да бидат со вас во петок, на кој начин може да донираат средства? Значи, оние кои што не можат од оправдани причини да присуствуваат на нашиот концерт, можат тоа да го сторат на телефонските линии кои што се отворени, значи на сите три оператори. Едниот е на T-Mobile, тоа е 143 144, на VIP 077 143 476 и на One 075 143 476. Исто така може да донираат и на жиросметката на името на мајката на дечињата Јасмина Додевска, а тоа е следната: 3205 000 258 32633, Централна кооперативна банка АД Скопје. Така. Бојан, дали сметате дека постои некој друг начин на кој што можеме да им помогнеме на овие деца? Моментално мислам дека не постои освен да се соберат овие финансиски средства кои што треба да ги собереме и нормално со тие средства потоа се надевам дека операциите што треба да бидат изведени, оперативните захвати, дека ќе бидат успешни едноставно, поради тоа што и овие деца се млади уште. Така да за основни потреби Крепост ќе може да се погрижи за такви нешта кои се потребни на семејството, нормално поради тоа што тоа се три дечиња, семејство, три дечиња и една мајка. Мајката е самохрана мајка, невработена во ова време, многу тешко едноставно сам човек, а камоли и со семејство како единка да може да обстане. Но најголемата помош што може ние да ја дадеме како град, мислам, е тоа да се соберат средства што се потребни за операцијата на дечињава, така да и голем апел сакам да упатам до сите кумановски претпријатија и фирми кои што се во градов, може да уплатат средства кои што се во на жиросметката, така да мислам дека тоа ќе помогне многу во овој случај. Така. Дали вашата организација често организира вакви настани? Да, ние континуирано помагаме на семејства откако што сме формирани во октомври 2014 година, така да скоро 2 години на постоење и континуирано помагаме на неколку семејства, така да со некои од нив додека застанат на своји нозе поради тоа што имаме семејства како што например останале без дом во пожар, опожарена куќа, едноставно тоа семејство да застане на нозе е потребен подолг период. Собираме исто така средства во бела техника преку нашите членови, нормално и сите хумани луѓе, кои што потоа ги доставуваме до семејствата на кои што им е потребно. Облека, а за храна се погрижуваме со тоа што преку финансиските средства што ги собираме може да дозволиме да купиме храна и лекови, поради тоа што тоа едноставно не би можело да биде донирано, соберено, па да се чува на одреден период. Континуирано помагаме на доста семејства вака, дури со дрва за огрев, во зимски период со намирување на сметки. Дали често ви се обраќаат луѓето за помош? Да, доста често, мислам, како повеќе дознаваат за организацијава во градов. Има доста случаи вака, а во ова време не е ни чудно, мислам, човек да падне во криза едноставно и... А дали ви се обраќаат и оние кои што сакаат да помогнат? Да, има и такви случаи.
Сметате ли дека има хуманост во Куманово конкретно? Мислам дека има хуманост во Куманово, искрено, али степено треба малку да се подигне и треба малку мотивација, затоа се луѓе како нас или организации на некој начин што преку одредени проекти, преку одредени флаери може да доспеат до ушите и до очите на нашите граѓани, едноставно да се разбуди таа свест. Како може да ве контактираат оние кои што сакаат да помогнат? Ние имаме отворено Facebook страница Так. на која што може да се видат сите наши проекти, идни и претходни, со слики, мислам, со дела. Подпишана е крепост, има и свое лого таму кое што стои. Едно време имаме принтано и мајци со некоја символична цена од 300 денари, така да подоцна тие суми на пари беа користени во добротворни цели, исто така во хуманитарни. И може едноставно, ако познаваат некој член од Сдруженијево, едноставно може да го контактираат лично, така да, поради тоа што ние немаме официјална канцеларија, за тоа се потребни одредени средства кои што не може да си ги дозволиме. И така да периодично организираме состаноци, но за тие состаноци нормално се информираме самите ние преку телефонски броеви, поради тоа што претежно се познаваме лично и да не се познаваме лично. Ние функционираме на тој начин што сите одлуки се донесуваат групно, така да секој нов член или хуман човек кој сака да донира може да даде своји сугестии и предвози исто така, и тоа е во заемен договор. Така. Нашата цел е таква. Така, Оливера, кажете ни дали од Фондот за здравствено осигурување најавуваат некаква помош? Значи, за сега не се средени сите документи. Мајката, како што ми извести, ги има подготвено, чекаат донор. Донорот е обезбеден, значи сега документите треба во текот на наредната недела да се пренесат до Фондот за здравство, но меѓутоа немаат за сигурно потврда дека оној останат дел од сумата која што е потребна за операцијата, дека ќе биде одобрена или дадена од страна на фондот. Сепак тоа останува да се види. Мислам и тука, еве ги поканувам, ги повикувам оние луѓе кои што можат на некој начин да помогнат, затоа што знаеме многу убаво како функционираат работите во нашава држава. Значи, се оди на некој начин по некоја линија. Така да луѓето кои што се во можност да помогнат, мислам во смисол на институциите кои што имаат на некој начин влијание и можат да сугерираат или да помогнат во Фондот за здравство со тоа што ќе си го заложат својот личен авторитет, да помогнат на мајката, затоа што сепак уште многу голем дел од средствата треба да се собере, а по исказите на мајката кои што јас, значи на телефон ги имам, се слушам со мајката и значи по оние искази кои што ги добивам од мајката, мислам стварно ситуацијата и здравјето на детенцето не е воопшто добра. Таа мајка и самото дете поминуваат низ една голгота. Значи не сакам да кажам некои од зборовите кои што мајката ми ги упати и ми ги кажа, само ќе потенцирам дека едно толку мало дете од 7 години навистина има потреба од наша помош, од сечија помош воопшто. И од институциите и од нас, самите луѓе. Така. Оливера, може ли да ни кажете која е вашата порака за нашите гледачи? Значи, мојата порака би била, ние не ја добиваме хуманоста. Ние ја имаме или ја немаме во себе. Наше е да се трудиме, да помагаме онолку колку што можеме. И едно нешто е најважно во целиот овој момент. Најважно е што нашето човештво денеска страда буквално од недостиг на љубов. Љубов, онаа чиста, детска, исконска љубов. Во смисол несебична љубов која што треба да ја даруваме на другите луѓе. Која ќе ја почувствуваме таа љубов во себе,
тогаш мислам дека сме спремни и планини да поместиме. Дека ќе имаме хумани побуди со кои што ќе помогнеме на секој случаен минувач кој што ќе го видиме. И покрај тоа што во нашиот паричник имаме 50 или 100 денари, ќе станеме свесни дека можеме да му дадеме 10 денари, ако му се потребни. Значи, тоа е тој момент на хуманост, тоа е тој момент на делење кој што се изродува како резултат на несебичната љубов. Затоа што во ова материјално општество во кое што живееме, луѓето имаат премногу материјални добра. Значи имаат автомобили, убаво уредени домови, секакви материјални добра, но меѓутоа ипак имаат недостиг, а тој е недостиг токму љубовта. Така. Тоа би било од мене. Бојан, вашата порака за нашите гледачи? Мојата порака едноставно би била сите ние како луѓе едноставно, и тоа е народна поговорка на некој начин, се што ќе оставиме пред себе ќе го позади себе, едноставно го наоѓаме во иднина, едноставно што би се кажало, така да и во овој случај со овие дечиња едноставно ако донираме едно мало нешто едноставно што не може да значи многу за нас, некоја минимална сума на средства, но може многу да значи за некој друг. Така да секоја рака што дава едноставно не се суши, така едноставно ако дадеме сега 200, 300 или ако сме некој например по-ситуиран, Так. може да дадем и многу повеќе од тоа едноставно. Сигурно во иднина ќе ни се даде или ќе ни се врати тоа на некој начин. На Нашето професионално. малку за нив е многу. Да ги Токму потенцираме гостите на концертот, Оливера? Значи вака, учесници ќе ни бидат Андријана Јаневска, Дарко Тодоровски, Александар Богдановски, Мартињан Кириловски, Мија Војадиновик и Dance Studio Fusion, кој што Леона значи, кој што исто така морам да им се заблагодарам, бидејќи ќе настапуваат со 3 точки, сепак тоа е посебен ангажман и посебен напор и покрај тоа што сега име период, летен период, кога доста од нивните членови се по летни одмори, дадоа сестрана поддршка и на сите учесници кои што прифатија, морам од срце да им се заблагодарам и да им кажам, без вас не можев ништо. Така. Ви благодарам за денешното гостување. Самото потенцирање на гостите на концертот беше токму и најавата дека дел од нив имаме во продолжение. Затоа, драги гледачи, останете со нас, се враќаме по кратка музичка пауза да погледнеме што велат учесниците. Знам од љубов сме уморни, цит меѓу нас отишини. Крив е зборот и јас и ти, кој
srce zaora brazda, ostavi rana krvava. Zavoram nema, puštam krik, odam po tebe niz večnosta, o večnosta. Niz mojte misli proteči, okolo nebo pregatki. Skrati gi možda ne miri, pokaži mi kaj ljubov ta nareži sreća da ruva i poveduva. Odvedi me do sveco vreme nemerli, kade što site golemi čuda veruvaš. S oči širom zatvoreni gledam i vo toj mig te sozdavam, te vdišuvam i čuštuvam deka bez tebe ja ne postojam. Tvoju večnosta niz mojte misli proteči, okolo nebo pregatki. Skrati gi možda ne miri, pokaži mi kaj ljubov ta nareži sreća da ruva i poveduva. Bez tebe ja ne postojam. Večnosta, niz mojte misli proteči, okolo nebo pregatki. Skrati gi možda ne miri, pokaži mi kaj ljubov ta nareži sreća da ruva. Večnosta, niz mojte misli proteči, okolo nebo pregatki. Skrati gi možda ne miri, pokaži mi kaj ljubov ta nareži sreća da ruva i poveduva. Кога реков дека денешната емисија ќе биде посебна, тоа го реков со голема верба и сигурност во хуманите луѓе. Сметам дека луѓето сепак не се толку рамнодушни кон туѓите проблеми, дека не заборавиле да бидат хумани, а оние кои не го направиле тоа, точно време е да го сторат. Пораката е јасна. Да покажеме дека се уште грчевито се држиме за последниот вагон од возот на људскоста. Да им помогнеме на Мартина и Александар да живеат. По тој повод денес во студиото се и дел од учесниците на концертот Мартинијан Кириловски и Дарко Тодоровски. Добре ни дојдовте. Благодариме puno. Мартинијан, не помина многу време од нашата последна средба и вашето последно гостување во нашата емисија и не се надевавме искрено дека толку брзо повторно ќе се видиме. Да, бога ми, еден месец мислам дека помина. Так. Еден месец, да. Нешто помалку од еден да, месец. нешто помалку од еден месец, околу еден месец. Така, сега сте овде заради една хумана причина. Кажете ни кој ве покани на овој концерт? На самиот организиран концерт ме покани Оливера Трајковска. Значи, стапивме во контакт и јас го знам овој случај за овие две мали дечиња. Стапивме во контакт и едноставно тоа на некој начин побуди некои емоции во мене и она људскост. Знаете, што кажа Дарко, крајнанска должност, хуманоста. Јас со задоволство прифатив и се надевам дека ќе биде секој што треба и дека ќе се исполнат очекувањата. Дарко, истото прашање за вас. Да, без размислување прифатив понудата на господја Оливера Трајковска, која што
навистина и честитам за цел овој организацијски процес која што се покажува навистина врвно, навистина добро. И ми е чест што уште еднаш јас, нели, сам ние уметниците, можеме да со својата музика, со сето она што го знаеме, со емоциите да помогнеме на тие на кои што навистина им е потребно. Така да без размислување одговорив на понудата и уште еднаш ќе кажам, ми е многу драго и чест што ќе сум дел од настанот. Дали често прифаќате да бидете позитивно одговарате на ваквите покани? Да, барем што сум имал сега за сега. Покани сум ги прифаќал. Бидејќи чувствувам во себе некоја должност дека треба да помогнам да се организираат вакви концерти, значи хуманитарни, за да се помогне на тие што навистина им Е потребно. треба, да. Така. Што почувствувавте конкретно во овој случај? Какви импресии предизвика кај вас случајот на Александар и Мартина? Па со оглед на тоа дека ова, значи, може да му се случи на секој, без разлика. Ваквата болест не бира пол, значи, како што е во овој случај, значи, старост. Тоа може на секој да му се случи и затоа овој случај во мене, како што кажав, преска побуди емоција, силна емоција и желба пред се да помогнам на некој начин. Така, Дарко? Апсолутно се сложувам со Мартин. Јас првин лично сум бил иницијатор на многу хуманитарни работи, хуманитарни концерти, хуманитарни цели, сите средства што сум можел да ги соберам, нели, од концертите сум ги давал за такви цели, за да помогнат. Како што реков, се сложувам, не верувам дека постои човек кој што поинаку би реагирал на некоја таква, бидејќи се работи за дечиња, се работи за без разлика дали се дечиња, не е битна, како што рече Мартинијан, годишната возраст. Не постои човек кој што не би направил нешто за да одговори на тоа. Така да навистина чувството од една страна е многу пријатно кога ќе помогнеш. Така. Токму за тоа зборувавме и пред малку, како што рече Бојан. Фрли позади себе за да најдеш пред себе. Да. Дали го спремивте репертоарот за концертот? Спремни. Па скроз, комплет. Да, спремни. Дали очекувате посетеност? Да. Апсолутно. Искрено да, искрено. Да. Убаво е генерално секојаш да гледаш позитивно на тоа, така да секојаш очекувам максимална посетеност на сите настани. Така, без обзир на собирање на финансиските средства кои што главната цел на концертот е токму тоа, јас искрено лично мислам дека дечињата пред се ќе бидат многу среќни кога ќе ве видат вас. Верувам, да. Вашата порака за нашите гледачи, Мартинија? Па мојата порака е пред се да бидат човечни и хумани. Значи, кога ќе имаат можност да помогнат, затоа што верувајте, кога ќе помогнете на некого и поубаво спиете навечер, тоа е дефинитивно. А кога нема да помогнете, а знаете дека сте можеле, тоа ќе имате грижа на совест дефинитивно. Дарко? Што би порачал на гледачите, јас би порачал да бидат хуманитарни, сите оние што не искусиле, што не пробале, некоја символична сума може за некого да е малку, а за некого да значи многу. Капка по капка, можеби самата капка ништо не значи, ама кој ќе се насобе веќе станува нешто. Да. Така да би апелирал до гледачите, нека бидат хумани, навистина е пријатно чувството. Така.
Мислам дека и картата се продава по една символична цена, така да, драги гледачи, на 1 јули со почеток во 19 часот повелете во Центарот за дом на култура и посетете го концертот, помогнете да живеат Мартина и Александар. Тука некаде би бил крајот и на нашата денешна емисија. Ви благодарам за учеството. И пред се ви благодарам и во името на дечињата и на мајката што прифативте да учествувате на овој концерт и се надевам дека сето ова ќе има едно одлично и убаво решение и убав крај. Така е. Драги гледачи, ви благодарам што не следевте и имајте убав ден и останете во добро расположение.